Почитувани слушатели, добро утро. Понеделник, 10 часот и 4 минути, веќе 3-4 минути и почнува емисијата Соочување. Последниве 3 изданија на емисијата Соочување обавезно по неколку минути доцнат и за тоа ви се извинувам, почитувани слушатели, но за тоа си има објективни причини, бидејќи Радио Охрид, како и сите други медиуми во градов, е пребукирано од активности на партиите, постојано стигнуваат факсови, извештаи, дополненија од изборните штабови на партиите, па отежнато се работи и се надевам за тоа ќе имате разбирање. Мој денешен гостин, како што веќе беше најавено, е советникот Перо Петрески Калимеро. Господине Калимеро, добре дојдовте во мојата емисија. Добро утро, поздрав до вашите слушатели, поздрав до нашето и радио на нашите слушатели, поздрав до сите граѓани кои ја пратат оваа емисија. Благодарение на вас, на вашата активност, се осеќам многу пријатно во нашето, односно вашето радио, затоа што ова радио постои веќе 50 години, кои се прославуваат тие 50 години и се радуваме, се гордееме што вашиот ентузијазам дојде до една поголем капитал, односно поголем капацитет на новинари кои стварно сите случувања кои се случуваат во градот и пошироко објективно ги пренесувате извештаите и затоа обстануваат на некој начин, да речем, ова радио. Сепак ви пожелувам големи успеси, реков претходно дека се осеќам многу пријатно. Мислам дека се наоѓам во некоја многу сателитски опремено радио. Така да и луѓето кои работат во тоа радио се добро ангажирани и на самата најава кажавте вие дека јас бев присутен на тоа дека веќе ова каснење и јас се извинувам пред нашите слушатели да го примат како за извинување заради обемните работи кои ги имате од факсови стигање, од други работи, што стварно сте преокупирани со работа. Али јас се радувам и се гордеам затоа што сум јас еден од актерите за мојато изговарање што го кажувам. За мене е само мотото работа и работа. Само работа, да. Потоа сте познати. Друга алтернатива нема. Затоа со вашиот ангажман, со вашето работење, сепак ќе постигнете поголем капацитет на вашето студио, односно на вашето радио. Да. Јас се одлучив оваа емисија да ве викнам вас за гостин, бидејќи во претходните емисии кои што навлегува во овај период откако се знаеше дека ќе има парламентарни избори, поголем дел од советниците емисиите ги користеа за некакви лични промоции, нешто да навлегуваат околу изборите, одговараа на прашања кои што не им беа поставени, па еве сега во оваа емисија се одлучивме да ве имаме вас, господине Калимеро, како гостин, бидејќи вие сте независен советник. И веднаш на почетокот ќе ве прашам, дали политичките партии ви нудеа дилови, договори околу поддршка да дадете на некој од нив да ги поддржите во овие избори? Да, точно е тоа. Имаше такви преговори, предговори, разговори. Меѓутоа, да ви кажам наискрено, знаете дека имам една цврста одлука, имам добра екипа околу мене која се посоветувам и застанав цврсто на своето достоинство кое го поседувам. Не сакав да одам ни на левата, ни на десна страна. Не сакав јавно да се искажам која ќе ја поддржам од оправдани причини. Затоа што едена грешка направив во почетокот на Советот, дадов поддршка на едната, можеше требаше на другата, не знам како се случи тоа, заради подобро на локалната самоуправа, направив, али тоа го кажав јавно. Сега морам да бидам малку подруг, да снимам настап према тие структури, кој ќе одам тамо на лице место за гласањето, тоа ќе се одлучам за кого да гласам. Иначе имаше понуди да дадам поддршка затоа што знаат и едната партија, поголемите партии и другата поголема партија знаат дека јас имав 1786 гласови. Без никаква кампања, без никакви делења на пенкала, на брашенце, на ќебиња, на други работи, без никакви обеќања. Дури граѓаните мои ме прашува, почитуван господин Перо Калимеро, ако стани советник, што обеќаш? Јас беше моето мото. Почитувани мои граѓани, ништо не сум поумен од вас.
Јас да обеќам нешто, ништо не сум помоќен да ви обеќам нешто. Ако ви се доста, ако ви се мало овие лажни ветувања, гласајте пак за ними. Не морате да гласате за мене. Јас да ви обетам, нема да обетам. Ќе работам, ќе се залагам, ќе бидам актер на сите барања ваши, али да обетам нешто не можам. Општо е познато и од кога почна да се создава тоа мнозинство во Советот, дека сите обиди на некои политички структури од Охрид да остварат со вас некакви средби и тие да останат во тајност, па да се договарате и да реализирате нешто, не успеале затоа што вие се пласирате во јавност. Значи со кого вие да остварувате политички средби или договори околу Совет, околу било што, после тоа вие сето тоа го обзнанувате во јавноста дека дошле овие кај вас или дека дошол овој кај вас, дека се договоривме ова и ова, така да ништо не останало надвор од очите на јавноста, на секако тоа по ваша желба претпоставувам, бидејќи сам вие тоа го објавувате во медиумите. Што ви нуде овај пат партиите во замена за да добијат ваша поддршка? Јас би ве замолил, ве знам како добар новинар и сепак на вакви провокативни прашања нема да ви одговорам од оправдани причини, затоа што не се осудуват ни еден, нити од партиите, нити од некои други структури да ми обеќаат нешто мене, било некои работи што не се, затоа што би било да ми обеќаат. Знаете, како што најавивте, вие кажавте, ако денеска ми обеќа за 1 сат, после 1 сат тоа ќе биде сето јавено во новини дека ми обеќале толку пари, дека ми обеќале толку. Кај мене е на прво место правдата. На прво место се моите сограѓани. Не можам јас, не сум дозволил во текот на животот, новие 58 години, што ги имам, и планирам да живеам уште многу, со мојот оптимизам кој го имам во себе, затоа што песимизмот ги имам фрлено настрана и не сакам да размислам за песимизмот. Јас едно денарче во мојата фамилија или во мојата фирма не е влезено нечесно, незаработено. И затоа тие не ми нудат мене нити финански средства, нити некои вработувања, затоа што моето семејство, мојата фирма е, сите, јас работам, знаете, фамилиарен бизнис, да. Сите ми се ситуирани, сите ми се вработени, така немам потреба од некој да вработувам. А јас да вработам некој острана, и тоа е голема желба моја, меѓутоа да вработам јас со договорно дело за 4-5 месеци или за година-две и после да го избрка да се на улица, значи тоа е несигурна ситуација и го оставам тој што ќе го вработам во некоја фирма, го оставам во незавидна ситуација, односно со договорно дело. Секој ден човекот оди на работа, во 7 тргнува на работа, до 3 работит, утре не знае дали ќе треба пак да појде на работа. Зашто не е сигурен со тие фламозни договори, временски договори или со договор на дело. Дури не се најди некое званишто решение, кога некој ќе се вработит. Ако е потребно на таа фирма, на општината или на другите структури, да имат сигурност и да е со соодветна стручна спрема лицето примено. Не можете вие да примите некој бравар, а да ставите службеник во собрание. Тоа се две различни работи. Тоа вториот дел од вашиот одговор е така, но првиот сепак спаѓа во социјална политика на државата, нели, околу тоа договори на дело и вработување и сигурноста на работниците на нивните работни места. Не се слагам со вашата констатација така дека е на ниво на државата. Затоа што јас имам политика нели ја води државата, ви кажам. Се вие можете индивидуално во вашата фирма да си водите некоја политика. Не се разбирам, само ве молам ако можете. Затоа што јас имам еден список направено. Во некои установи, нема да ги спомнувам јавно. Јас се извинувам до слушателите. Може да продолжиме со емисијата. Тоа е, имам еден список направено јас, поминато по сите фирми, и имам сознание дека во некои фирми по 10 години и повеќе се со договор на дело. А за тоа, ако отидов во Скопје, кај министерот за социјала господинот Лјупчо Мешков, ми беше одговорено дека нема таков список. Значи, нашите фирми тука се земале за право да си прават манипулација со нашите граѓани.
немаат податоци државата, колку луѓе се така вработени, да. И бюрото за вработување и тоа немаше податоци, и таму испитав. И таму немаат податоци, зашто имаат луѓе кои земаја, јас открив луѓе кои земаат од бюрото за вработување и картончиња и од социјалното земаат надокнада, а и се вработени со договор на дело. А истовремено и од социјалното и од државата земаат пари. Значи нема што материјално ви понудат партиите за нивна поддршка и вие и натаму останувате независен. Пред 2 години, кога беа претходните локални избори во Охрид, кога беа парламентарните избори, тогаш во јавноста излеговте и вие со изјава дека имате намера да се кандидирате за пратеник. И во очи номинирањето на пратениците и пратеничките листи, пријавувањето во изборната комисија на овие избори, повторно во јавноста се зборуваше дека Перо Калимиро ќе се кандидира за независен пратеник и ќе замени во парламентот. Што се случи, господине Калимиро? Зошто не заминавте пратеник? Зошто не се обидовте да станете пратеник? Јас ќе бидам малку поопширно ќе обработам. Бидејќи нели постојано таа теза стоеше во јавноста присутна дека вие ќе атакувате на пратеничка функција. Се сеќавате на една седница кога се водеше една голема дебата во однос на урбанизмот и јас на таа седница бев толку агресивен и толку изгубив и контрола и добив, тоа ви е јасно познато на сите, дека добив мозочен инфаркт на говорница. Бев префрлен во болницата и така беше сето санирано, благодарение на Господ што ме сакат најповеќе и моите сограѓани нормално кои ме сакат. Али сепак викам Господ ме чувал и останав. Беше тоа најавено дека ќе бидам за кандидат за пратеник. Имав поддршка од моите сограѓани на општина Охрид. Имав поддршка од, да не ги спомнувам сите за Данска, кај што имам мои роднини и пријатели, па знаете дека имам снимено документарен филм за путешествието на Перо Калимиро, како од сиромашка фамилија, како станал до овој степен да дојдет и филмот го промовирав во цела Европа, дури и Америка и Австралија, и луѓето сватиле дека овој човек има некој капацитет, има некој капитал. За жал нема стручна спрема. Јас имав поддршка, меѓутоа немав поддршка, ќе кажам искрено, од најтесното семејство, како што имав поддршка за локалните избори. Семејството не ме поддржа дома? Семејството не ме поддржа, ми одговорија затоа што многу ми е здраво и цврсто семејство имам и ми рекоја: господин Перо, тате маже, и знаете тате и внучињата, ми рекоја: ние сакаме жив Петрески Перо Калимиро да ни е овде, него да ни е мртов пратеник. А на што мислеа во тој некој дека ќе ве атентат ќе изврши врз вас? Не е за тоа, него ќе се оптеретам многу, со здравјето ми е малку нарушено, дека ќе се оптеретам во самото патување, ќе ги гледам тие неправди, а и овде гледам еднаш месечно, толкави неправди што се водат во локалната самоуправа. Скопје секој ден. Скопје треба секој ден, тоа е напор, а плюс, како што реков претходно, и не се срамам да кажам, ќе се мачам многу, ќе се ангажирам, а толкави ми се способностите, толку сум научил школо, не се учит некоја работа на школо, меѓутоа оние што треба да ги научев на школо, не сум имал можност да ги научам, и сега на овие години да се трудам, да се борам да го научам тоа, стварно ќе се многу дадев жртва и затоа се повлеков тоа. Не ми е жал, едно што се повлеков, и друго, самиот си ставив една таква црвена линија. Не можам да се бламирам со 8 деление да одам во пратеник. Затоа што јас знам својот капитал, својот капацитет како човек и ставив црвена линија, реков: Перо, довде ти линијата, потака не преоѓај, затоа што стварно можеш да паднеш во некоја поголема матна вода, па не можеш никога да се вратиш назад.
Да, пред да преминам на вашиот ангажман во Советот, каде што и таму сте вие со, нели, со истото образование го имате и во Советот, каде што одредени луѓе си замислуваат дека се интелектуалци, а вие со нив таму водите полемики. Ќе ве прашам, во очи изборите во јавноста лично вие сам, значи ти излеговте, ги викневте новинарите и го покажавте јајцето кој што го снесе вашата кокошка со 16 крако сонце, кажувавте дека сте сонувале сон, дека пливате низ некои матни води, па бистри води, па дека сте се искачувале на некое високо дрво, и тоа го толкувавте како предзнак дека вие ќе станете пратеник. Ни тие овие, да речам, сонови и јајца не ве наведува да атакувате на таа функција, не влијае врз вас? Точно е тоа, и уште го чувам тоа јајце, и големи на фотографии имам направено и беше тоа во јавноста, сите новини го има сликано од цела широм цела Македонија и тоа се виде, тоа не беше нешто шминкано, тоа беше оригинал. Пак ќе се навратам, Господ ме сакал и Господ ми дал благослов за да одам напред. Вистина е дека од она што го имав зацртано, али пак се враќам назад, викам, односно никој не се враќам назад, со разговоров се враќам назад, иначе со другите мисли одам секогаш напред. Од оправдани причини, од самата ситуација која ми се создаде, природно да речем, со самата напад на мозочниот инфаркт кој го претрпев, не бе можност и затоа се повлеков и не сакам да многу коментирам околу тоа, затоа што, ево ќе ви кажам, за узврат тоа што Господ ми даде тоа, тој благослов, јас пак сега ево ќе ве свикам после избориве, ќе имаме една акција голема правам со Црвен крст на општина Охрид, добротворна, добронамерна и хуманитарна. Не сакам да ја образложувам сега, поубаво нека остане во тајна, а граѓаните и слушателите ќе видат кога ќе дојде времето. Кога ќе дојде времето, ќе ви се објави тоа и тога ќе видите самите, ќе констатират дека Перо Калимеро бил само за добронамерна ситуација и добротворна и односно и хумана работа која може да се спроведе во градот. Така, рековте дека не одите во парламентот затоа што немате стручна спрема и дека не можете да ги учите тие работи доправо, меѓутоа вие активен сте во Советот. И таму потребно е да имате некое знаење, нели, за да работите во Советот на општина Охрид. Вие сте, да речам, и најактивниот советник. На секоја седница вие сте... Благодарам, тоа сте оприметиле добро. Да, јас објективно кажувам, значи, дека на секоја седница, па поголем дел од седницата поминуваат во ваша дискусија. Ако се спореди тоа дека има советници кои што никогаш не продискутирале за ништо во изминатите 3 години и не се појавиле на говорница, испаѓа дека вие со вашата мала стручна спрема далеку повеќе го правите Советот да биде она што треба да биде совет, значи таму да има дискусија, да кажат сите своje мислење за одредено прашање, отколку тие кои што никогаш не се јавиле за збор. Значи, како се справувате во Советот и покрај тоа што имате ниска стручна спрема? Како што рековте сам? Учите ли таму нови работи? Тоа се учи уште од дома кој ќе тргнам. Имам мал еден дел на мои советници, нормално кој ќе стигне материјалот, го разгледувам и ги повикувам. Она што не ми е толку јасно, го образложуваат. Тие го презентирам, го запишувам и го презентирам. Добро сте приметиле дека некои советници немаат станато на говорница. Не му се лутам и на тоа, затоа што тие се партиски и како ќе му речат структурите, така ќе постапуваат, ќе кренат или зелено, тие се како да речам, да не ги навредам моите колеги, затоа што они ми добро соработувам, добро живеам и не сега да навлегувам во таа друга работа. Сега најтешко ми беше, ајде, не се јавува за дискусија, може, нема потреба да се јават, меѓутоа, кога ќе имат советнички прашања, на пред 3 седмици имам советнички прашања. Од 23 советници само 7 души се јавија да постават советнички прашања до локалната самоуправа и односно до градоначалникот. Значи, јас констатирав во тој момент дека све е мет и млеко, дека све е направено, дека све е сторено, дека никакви проблеми во локалната, односно во градот немат, дека сите патишта се асфалтирани, дека е направено многу во овие 3 години, тоа е факт, тоа е точно, меѓутоа дека имат уште недостатоци, дека имат кај што е баш тој советник кај што е,
и му се некои инфраструктурни проблеми ги имат и не сака да напишат. Така му е диктирано или така тие си се осеќаат комотни да нема потреба да поставуваат прашања. Или мислите дека едноставно не постои интерес кај нив да работат? Да, вие рековте дека во однос на граѓаните, рековте дека не поставуваат прашања ни од населбите и улиците на кои што тие живеат, а имаат акутни, комунални или други проблеми граѓаните таму. Како е, 3 години сте вие лично во Советов, значи кратко вака, како ја оценувате работата на Советов за овие 3 години? Што постигна Советот? Да ви кажам дека ако кажам толку сум искрен, толку сум објективен, ќе кажам дека стварно во самата сала на самите седници водиме голема дебата, дури неколку пати ми е одземан зборот, доста сум активен, али јас како независен советник во салата имаме дебати, добри одлуки има донесено, некои ингеренции не му се одземени на советот, што порано ги имаше советот, тоа се работи кои стварно требаше советот да донесува одлуки, а не да му се даде овластување да ги донесуваат само граначалникот. Констатацијата моја за советот за овие 3 години стварно е на едно високо ниво, затоа што 14 години нема храброст, дали од оправдани или од други причини, не го донесоа генералниот урбанистички план. Не донесоа некои други одлуки. Овој совет собра храброст, го донесе генералниот урбанистички план со консензус, со акламација и така тргнавме напред, мислејќи дека ќе одиме. Меѓутоа, ето се закочија некои работи и сега одиме во една нагорина. Ние сме при крај на првиот дел. Јас пред да ги слушаме кратките вести, само ќе ве прашам, значи често пати во локалната кога ќе се најдиме по некоја работа таму, вас ве среќаваме како венчавате млади брачни парови, вие како советник, ја правите таа работа. Ви представува ли тоа задоволство? Повеќе ли вие повеќе сакате да правите венчавки или да работите во советот како советник на комисиите? Почитуван Таневски, ќе ви одговорам директно, многу сум среќен, пак ќе кажам што сум во вашата студија, меѓутоа да ви кажам. Јас сите задачи кои ми се дајани од локална заправа ми прават задоволство. Јас сум таму однесен од моите сограѓани да ги бранам интересите на локално ниво, дали за инфраструктура, дали за комунални, дали за други работи. Сум таму појден да ги бранам интерес на граѓаните. Тоа што венчавам млади и брачни парови, толку ми прави задоволство, толку ми прави чест, тоа е еден свечен чин. И јас да ви кажам дека со сите кои сум ги регистрирал таму, затоа и ве прашав, познато кои сум ги регистрирал и јас комуницирам и се ангажирам и ги прашувам, ако не неделно или месечно, ќе ги прашам како е вашиот брак, затоа што сум дал многу добар благослов на самиот свечен чин. Се за жал се донесе одлука и не можам никогаш да се помирам со тоа нешто. Наместо ние младите да ги стимулираме, наместо да му дајме елан за што повеќе да имаме наталитетот и растит, ние направиме на еден лапсус, една неправда према тие млади парови. Тие сега, ако се венчавале, ако се регистрирале во петок, да му се земало 500 денари. Ако се регистрирале во сабота, нема да му се земало 1000 денари. Јас на самата говорница му реков, подете во другите цркви, ќе видите како е. Ако се венчават, му дават мала скромна награда, свечено. Ако имат веќе едно дете, му дават поголема друга награда. Ако имат второ дете, му дават друга награда. И така ги стимулират младите, што повеќе да бидат во брачни парови, што повеќе да бидат сплотени и што повеќе да имаат поголем наталитет. Вие комуницирате, рековте, со сите кои што сте ги венчали и познато е дека дури околу некои бракови кои што се склопиле кај вас, кога како сите бракови кои што си имаат своји премрежја, нели сте се ангажирале дули и помагате во одржување на тие заедници и понатака комуницирате и дури некој, ајде да не речам немил завршеток да нема браков, вие сте го спречиле тоа. Има еден немил настан, тоа се случи во
во еден брачен пар, почитувајќи ги сите норми и сите добронамерни ситуации, ја зедов мојата сопруга и ги се јавив и ги прашав дали можам да бидам дол гостин и да бидам во вашето семејство. Со задоволство ме прифатија и отидеме таму. И сега ситуација почнав да ја чепкам и да ја разбирам. На крајот, да не должам многу, зашто чекаме да бидат вестите, и ќе ви кажам дека на крајот вроди тоа мое одење таму со голем плод и дури и родителите од младите и младите ми изразија голема благодарност, затоа што ги убедив да застанат, да имат едно меѓусебно разбирање и да тргнат напред. И успеавте во тоа? Успеав во тоа. Сега имат малечко. Дури ме поканија да бидам кум. Меѓутоа, со мојот респект, со моето достоинство кое го поседувам, ги прашав дали имате кум. Да, имаме. Јас тогаш реков не прифаќам. Затоа што се мешам од тие работи. Треба да се продолжува кумството. Пред да се одјавиме дефинитивно, само накратко, уште оние кои што не сте ги венчавале, вие не знаат, меѓутоа тие што сте ги регистрирале во општината, прераскажува дека секогаш на свекрвата и давате една совет, една реченица. Вие сте свекрвата, да, и после она како беше да, тоа на устата, шеговито тоа сега. Шеговито, мало и секогаш сум добро прифатен и секогаш завршувам молитвата, завршувам благословот и прашувам која е свекрвата и јас сум, ако ја познавам, нормално директно се враќам, и да, ако не ја познавам, прашувам која е свекрвата. Да. И викам, почитувана моја пријателка, нека вие со среќа, да се благословени од мене и од Бога вашите дечиња. Меѓутоа да ви кажам, за да бидете најдобра свекрва, што треба да бидете вие? Кажи господин Перо. Викам, ќе си ставите 2 катинарчиња на устата и едно моторче на грбот и тогаш ќе бидете најдобрата свекрва. И еден аплауз добар секој добар. Да, се прераскажува во градот дека такви совети давате на сите. Веќе тоа и градот го знае. Пред да се одјавиме, значи во вториот дел Перо Калимеро ќе одговара на прашања поврзани околу конфликтите со локалната самоуправа, конфликтите со градоначалникот кој што ги имавте и ги изнесовте сами во јавноста, околу вашата фирма Певзома Транс, која што, тоест фирмата на вашиот син, за која што не криете дека е ваша семејна фирма и се пријавувате на тендери јавно, околу сплетот на бизнисот и политиката, меѓутоа сето тоа во вториот дел, откако ќе ги слушниме кратките вести на Радио Охрид. Останете со нас и понатаму. Продолжуваме понатака. Господине Калимеро, значи кажавме дека во вториот дел на емисијата ќе зборуваме за вашите судири со градоначалникот, сите состојби во локалната кои што ги имавте и така натака и околу вашиот бизнис. Значи вие сте собственик на компанијата Певзома Транс, тоест не сте вие ја основавте, а во моментов таа е ваша семејна фирма, поточно е во собственост на Маријан Петревски, вашиот син. Ова компанија Певзома Транс повеќе пати била во центарот на вниманието во медиумите, во поглед на незините работни активности кои што таа ги извршува за локалната, тоест бизнисот кој што го има оваа компанија во однос со локалната самоуправа. И сето тоа вие сами го пласирате во јавност. Значи сами вие пласирате што ви должи локалната, колку локалната не ви платила, каде ве закинала, локалната дали негирала дека нешто сте работеле вие за неа. Имавте еден период на неколку, јас би рекол можеби година и пол, кога вие имавте длабок конфликт со локалната самоуправа околу наплата на некои побарувања кои што ги има Певзома Транс во однос на општина Охрид. Точно е тоа дека јас сум основач на фирмата Певзома Транс. Тоа значи, скратено да ви кажам, што значи Певзома Транс, тоа е фамилиарна фирма, тоа значи Перо, Велика, Зоран, Маријан. Значи Певзома. Да. Предпоставувам Велика вие сопругата? Сопругата, да, една буква има од нежниот пол, за жал, така беше служувањето. Зоран Маријан, да. Да, од другиот пол, од основачот и од синовите има по 2 букви, да тоа Певзома Транс. Се занимаваме прво со транспорт, понатака почнавме увоз на бекатон плочки од Грција и почнавме да оформиме една екипа за монтажа на бекатон плочки. Претходниот состав на локалната самоуправа многу активно работев и во периодот пред да станете советник. Апсолутно. Исто сте давали значи на тендери. Имаме тендери, све си е документовано, имаме и инспекции, имаше локалната самоуправа инспекции и кај мене доаѓа инспекциите, све си е на легален и на транспарентен начин добиени со голем квалитет, односно со голем квалитет на бонитет на фирмата, со сите референци, со сите постапни и на крајот, кој ќе се врши технички преглед, фирмата
моја во тоа време, ги даваше сите позитивни работи извршени. Од кога станав советник, се случи една така, затоа што дадов подршка и зедов во потекот на советот, зедов на тендер неколку улички, што јас по моје размислување, затоа што немам никаква забелешка од структурите, од инженерите, од фондот за комунален развој, дека ги имам завршено специјално, професионално. И во рокот, предпоставам. И во рокот кој го предвидуваат и до, да ви кажем, од оправдани или неоправдани причини, имам некои побарувања, не сега да коментирам за тоа колку се што се надевам дека ќе ми биде тоа исплатено. Меѓутоа, се јавија, откако почна веќе да влегувам во конфликти, како што рековте, откако почна да барам големи правди, откако почнав да излегувам на говорница да и кажувам негативните работи на локалната самоуправа што се случуваат во... Да, вие сам ги изнесовте во јавноста, сите ваши бизниси со локалната, значи не без страх. На пресконференција си ги промовиравте. И ми се јавија некоја друга ситуација, ми се јави дека не може Певзома Транс да учествуваат на тендери од оправдани причини, со закон било тоа пропишено дека се јавуваат непотизам. Советник и стопанственик на фирма, односно, а јас ево 4,5 години не учествувам директно со подписи со тие работи, него се учествува директорот на фирмата кој е поставен. Почна да се јавуваат други изведувачи во самиот тек, што првпат во животот се сретнуваат со тие бекатон плочки, тоа знаете пишуваше и во весници, дека јас сум го наредил некои неквалитетни плочки пред самиот хотел на Тони Чинго. Да, дека плочките били извадени затоа што били неквалитетни. И денеска вие сте сведоци. Да, сведоци сте и денеска да поидете, тие плочки тука стојат и многу се квалитетно наредени. За жал дојдеме во конфликт и со советникот на градоначалникот. И јас тогаш можда ето вулгарно му кажа, вие почитуван, али и тоа да кажам дека од господинот Тони Чинговски ми е комплетно и достоинствено на време и исплатено тоа што го сработав. Пред хотелот, јасно, тоа беше приватна работа. Не беше од преку локална самоуправа. Меѓутоа јас директно му кажа, вие господин Тони Чинговски, за вакви изјави со градоначалникот, вие не знаете што е бекатон плочка. Вие мислите дека е локум, меѓутоа кога видите дека е од бетон правено, се повлекувате од тоа. Не се локуми, тие се од бетон правени плочки, така стана. И почнавме да влегуваме во тие недоразбирања. Знаете, се случија и други работи, па и на говорница, па и во медиум, и во писаните медиум пишував дека ето имаме недоразбирања. Ќе оставам тоа нека малце на... Во какви односи сте денес со градоначалникот? Да ви кажам неискрено. Пак, како што реков, и за советот, и со градоначалникот. Нон-стоп ние, ако треба, за интерес и тој, како актер, како доста и активен во самото работење на локална самоуправа, на говорница се бориме. За интересите на локалната. А во приватниот живот имаме добра комуникација и кога излеземе од сала, одиме на пијачка или одиме некаде на едно кафе, ние не се враќаме назад на она што сме разговарале на говорница, а што сме сега в кафана. В кафана и во приватниот живот добар соживот имаме, добар поздрав имаме и така да добро се разбираме. Се дружите со градоначалникот? Апсолутно дека се дружам. Околу ова што кажате... Јас ќе ви кажам, јас не можам со ниеден човек во градов, мада и да знам дека ето некои негативни мислења има за мене и било како, јас сепак ќе му речам добар ден од моето природно богатство кое го поседувам како човек, а сепак на таквиот пристап ми одговараат со добро. Тоа е моето залагање, секогаш да имам што повеќе пријатели, што јас ако не ме види некој, јас ќе го видам и ќе го поздравам. Тоа е мојата заложба, со секој да комуницирам, со секој да се работам и секој да се слушам. Знаете, вие имав еден поголем конфликт и уште тој е актуелен. 3 години барам, имам неколку советнички прашања поставено и нон-стоп на координациите барам. Јас толку сум ангажиран, затоа што имам 1786 гласови. Имам во почетокот на самото гостување на советот ни се беа дадени 2 советнички простории. За жал, тие 2 простории
да остана една да ни да остават нас, за жал и таа ние озедоја, во 3 години ние, како советници, ама буквално немаме никаков контакт остварено со граѓаните, да ги слушниме нивните проблеми. Затоа што кога одевне за да бараме гласови, ствари јас не одев никаш да молам, само кажав дека сум кандидат за советник, а другите ги молеја, дури одеја покуќи, има нас едно кафе, едно локумче и јас ги најдов неколку луѓе кај што одат и викат, ево и ние мислиме на вас. А еден господин се случи тука, кој му рече, како 4 години не мисливте, сега се на кафе и се на локумче мислите на мене, и буквално ги избрка од својот двор. Во периодот кога се судривте првиот пат, кога влеговте фактички во Советот и во политиката, после тоа вашата компанија, Певзома Транс, беше народски кажано срдисана од инспекции. Имавте ли тешки контроли кои што се извршија врз Певзома Транс? Тоа е многу болно и тешко. Што се случуваше тогаш во тој период? Дали бевте казнуван за... Па, јас како актер на сите негативни работи кои ги откривав и кои се борев за против бирократијата, да тргнеме напред, дојме во демократија. Меѓутоа, за жал, не ги разбраа другите структури, другите луѓе така, и на сметка тоа, наместо да ме наградат, тие почна секој ден контроли, секој ден инспекции, и таа, кажувам, одговорно, сите тие инспекции, сите тие записници, за жал што, ево сме во радио, не сме во телевизија, ќе ги покажам, сите записници се позитивно оценети од самото работење на фирмата на мојот син. Тука дојдовме до една стација што, како што реков, да место да бидам награден, што се борам за правда, јас бев така на некој начин под лупа на некои си структури кои јас, еден инспектор, го открив дека престојуват во хотелот Милениум, 3 дена беше од Скопје дојден да ми правит финансова контрола. И не плашејќи се од тоа, затоа што знаат сите граѓани и сите кои се работуваат стопански субјекти со мојата фирма, дека Перо Калимиро, како човек и како советник, или Певзома Транс како фирма, ама буквално одговорно кажам дека не борчит ни 5 денари. И затоа некого го боли, затоа што Перо Калимиро багаж нема, борч нема, опашка не му се влечи по него, вкал не е оцапан никаде, чист е како солза, он никого не се плашит, гордо одам по градот, гордо сите мои сограѓани се поздравувам и таа гордо се надевам да ја одржам и да види, али за среќа што имам такво цврсто семејство, таква цврста и достоинствена фирма што е пратит мојата директор, пратит мојата политика, затоа да не биде извелкан мојот образ, затоа со 8 делени сум почнал со 8 години одев, ако не знаат граѓаните ја кажам, тоа може ќе ќе дојде на реклама. Меѓутоа таа е вистината. 8 години одев по Чирија по градот, а сега имам еден добар капитал. Не сум многу богат, меѓутоа не сум ни сиромав, за едно добро живење, за еден добар обстанок, печалам, се трудам и секој ден, кога најавата, кажувам дека сум оптимиста. Оптимизмот ме води секојаш во права насока, односно во нагорнина. И ги поздравувам сите со мои сораѓани. Да го земат за пример моето мото. Никогаш да не се предават и да не остават на некој да му ги реши проблемите, него да ги запрегне ракавите, на мојата мото што реков, само со работа до саканата цел. Така да тоа кажавте во првомајското интервју минатата година што секогаш го кажувам. Што го направи со вас Ангела Белеска за Амак прес Охридски новини, работа и само работа до саканата цел. Вашата компанија Певзома Транс денеска поголема компанија или помала од кога вие станавте советник? Тука е најтешкото да одговорам. Па ќе мора да одговорите. Морам да одговорам, мало рекови на почетокот провокативни се прашањата, меѓутоа морам да одговорам во интерес на граѓаните, односно во интерес на вашето прашање. За жал, можда некој нема да ме поверуват, али тоа ќе докажам со документација во социјалното. Кога не бев советник, имав
околу 13 пријавени вработени и повремено земав за извршување на некои задачи, значи достигнав до 5-16-17 вработени. За жал, наместо додам како советник, што напред, отидов назад, сега имам само 3 пријавени и планирам се уште 20 да земам, и одма ги пријавувам од оправдани причини, затоа се ќе примам шофери 20, а шофери јас не ми дозволуват и на мојот директор ми додава совеста да пуштиме наволан не пријавен, односно неосигуран. Така да јас се вратив назад. Меѓутоа оптимизмот, пак ќе речам, не ми дава за право што го имам да се вратам, да останам на тоа што сум. Одам и понатака. Пак одите напред. Пак напред, обстанувам. Не сакав да ги држам тие луѓе кога видов дека немам работа. Дека тендерите ми се одземени од други луѓе. Дека сум бил, замислете, тротоарот ми го зедаја, што најголем ангажман имал за Радојца Новичич, ми го зеде друга компанија, што прв пат почнува да ради Бекатон. Се молев, добив на тој тендер. Имав, учествуваше мојот син на тој тендер, добивне улицата Дејан Војвода и реков да се размениме, Дејан Војвода да земи друга фирма, ја да ја земам таму, заради што ми е близу работата, близу ми е стоваришето и ќе работам во интерес, како ќе работам, може малку по-професионално, ќе ги завршам работите. За жал, не бев разбран и останав кај никаде и сега, ево, имам... Ке ве прашам околу вашата улица во Радојца Новичиш. Таа улица беше една за Кленоец и делот према Радојца Новичиш на селбата, значи бевте на зафрлена улица, дупка до дупка целата, немаше ни тротоар, ни не личеше воопшто на градска средина. Откако вие станавте советник, тоа се среди сето тоа. Притисок вршевте ли вие лично? Дали нели доаѓаше претходно градоначалникот кај вас на договарање околу мнозинството во Советот заедно со актуелниот председател Владо Чинго, кога се избираше Владо Чинго, се знае дека преговорите беа дома во вашиот дом. Вие тоа го одма од кога завршија преговорите ги викнавте новинарите и го обелоденивте во јавност. Беше ли улицата дел од тие договори? Претходно јас кажав дека никакви договорите беа, доаѓа како пријатели за да дам подршката. И јас таа подршка ја дадов од оправдани причини. Ќе ви кажем, не да бидам на едната или на другата страна. Јас со моите советници констатирав дека сега сме во локалната самоуправа, влегуваме за да одиме напред. Ако гласам за едната опција, ќе бидат две спротставени страни, градоначалник од СДС, советник од ВМРО и ќе имаме секојаш обструкции на работењето на локалната самоуправа. Затоа јас се решив да го дадам мојот глас за господинот Владо Чинговски, заради што мислев дека ќе тргнеме напред. Сето тоа што го направив ми се врати со бумерок, јас останав кон никаде, али никакви договори не беа подпишани, нити со градоначалникот, нити со председателот на Советот, да јас ако гласам то нешто, за мене узврат да ми дадат или финансиски средства, или да ми дадат работа, или да ми дадат никако. За улицата што е направена е тоа требаше да биде пред 20 години така направена, тоа што таа населба едена од најубавите населби во градот, средена да речам, за жал што се повеќето градби таму со дива градба, ја затоа се ангажирав да се тоа активира и да се направи еден урбанистички план, детален урбанистички план, да се вклопат сите куќи и да си платат оние давачки што треба према локалната самоуправа или према државата, да си ги платат. Јас и сега сум и одамна сум и како претседател на местна заедница, ги свикав граѓаните и му кажав ситуацијата. Улицата што се направи со заложба на градоначалникот, локалната самоуправа, фондот за комунален развој, затоа што видеа дека таму и живеат еден одреден дел на граѓани кои стварно еден голем надел граѓани опфаќаат Радојца Новичич, Кленоец улицата и опфаќаат Долно Лакочере и Горно Лакочере, затоа што тој пат го кори за сите. Никој нема да си препиши на себе. Не постои таа шанса дека градоначалникот или Перо Калимеро е направил улицата. Не. Почитувани мои сограѓани.
улицата се направивте вие со самите ваши доприноси, со самите ваши плаќања за регистрација на колите, за порези на имото, за порези на куќите, од тие фондови што годиње се збирале, сега дојде на израз. Сепак, ќе кажам дека беше добронамерно тоа прифатено, барањата наши, како советници, и разбирање меѓу градоначалникот, така се направи, дојде до една добро, модерна, опремена, која личи на една градска улица со голем добар асфалт поставен, со многу убаво осветлување. Сега, стварно, граѓаните мои кои живеат таму се гордеат дека е нешто направено. Да. Во првиот дел, кога ви го постави прашање, кажав дека вие веднаш ги информирате медиумите за се што правите во политиката и со кој се договарате. Значи, зошто имате таа политика кон јавноста, да речем, еден таков однос? Например, доколку кај вас вечерва дојдат во очи формирање на мнозинства во Советот, градоначалникот и Владо Чинго и со вас се договорат вие да го поддржите Владо Чинго, вие наредното утро тоа веќе го обзнанувате на сите медиуми дека сте имале состанок, што се случило, како сте разговарале. Значи, како што кажам на почетокот, ни еден состанок со Перо во тајност не е можен, вие веднаш после тоа ги викате медиумите и давате све во јавноста. Зошто водите таква политика? Нели во политиката обично постојат секогаш еден дел, поголем дел од активностите кои што не се гледаат во јавноста? Да ви кажам, јас во животот не сум се бавил со активна политика. Меѓутоа сега се бавите, постојано све извавате, секој ваш состанок е презентиран. Јас мислам дека од некои работи, мада сум со осмоделение, одам понапред. Одиме, тргнавме во демократија. Да ја оставиме таа бирократија. Не можете вие, не можам јас како Перо Калимеро, се борам за правда, а некои нечесни игри, некои чесни разговори, јас да ги пречутам и да ги држам во себе. Верувајте ми, јас во сонот не може да спијам. Не можам да кријам од моите сограѓани кои ми дале такви овластувања и таков глас, за мене гласа активностите. Не можам јас да ги изневерам моите гласачи. Не ми дозволува совеста, не ми дозволува душата. Па јас ако направам такво нешто, ако ми дадат мене 5000 евра за да кренам едно картонче, или ако ми дадат некои други средства и јас да бидам равнодушен на тоа, не постои таква шанса кој ќе ми плати од мене, кој ќе ме подкупи од мене. И затоа јас сум објективен. И све изнесувате во јавност, секој ваш состанок е веќе објавен. Да знаат моите сограѓани што се случуваат. Затоа што, ако држите во себе, вие сте болен. А тоа политика не е дозволено, како јас што настапувам. Така, затоа и ви прашувам. Јас не сум бил политичар, јас претходно кажав, и в парламент да појдев, јас не можам она што го дискутират в парламент, ако сум со осмоделение, јас не би дозволил онака да настапам на говорница, да ме гледа цела Македонија и цел свет, да се понашам арогантно, да вреѓам, да излезам од контрола, да кажувам невистините, да кажувам што направивте вие пред 4 години. Јас никој не се враќам што сум направил пред 4 години. Ја гледам што ќе направам утре. Јас ако гледам што ми направил мојот родител, требаше да стојам да тапкам уместо цел живот. Толку имал мојот родител, јас сум пресреќен што го имам тој родител мој, толку можел, толку ми направил, ме изведел до 18 години, па јас треба сам да се снаоѓам, а не да чекам некој да ми направи. Значи ние сега моментално чекаме да направи едната влада, а другава влада да дојде на готово. И година маваме. Што направите вие за 4 години? Тоа што? Дај да се ватиме за рака еднаш да кажеме што ќе направиме ние понатака. Чекорот назад е секогаш назад. А секој чекор напред е оптимизмот те води чекор напред. Затоа јас го кажувам, оптимизмот владее кај мене и секогаш одам напред. Со идеи, со размислувања. Вие знаете да ви кажам искрено. Едно јаболко што е цело. Ако е цело, може тие на година да стоите на вашата маса или на мојата маса. Ама јаболкото ако е исецкано на парчиња, за 5 дена јаболкото скапало. Сува. Кај мене е тој оптимизам е и кај мене тоа е ситуацијата во моето семејство и мојата фирма, све ми е во цело. И затоа одам напред.
И таква семејна политика водите, го држите семејството на целина. Јас сум заедно, да кажам и тоа, со цела фамилија, двајцата синови, имам 3 внучиња, двете снаи ги третирам како мои ќерки, не како снаи. Мојата почитувана господја е сакам како што сакам своето срце. Да. И затоа секогаш имам меѓусебно разбирање. Така. Ќе дојдеме и до на крај, нели, ќе слушна слушателите и како ќе заврши ова емисија поврзана со вашата почитувана сопруга. Меѓутоа, дали ќе се кандидирате на наредните избори за совет? Ова е веќе на крај од емисија ве прашува. Ова е многу убаво прашање и за советник. Сепак ќе ги охрабрам моите сограѓани. Не се кандидирав за пратеник од оправдани причини, али за советник од оправдани причини, викам затоа што немам тој капацитет да ги застапувам моите сограѓани. Ќе бев во парламентот како потиснат, како никогаш може да ќе станем на говорница, а не сакам моите гласови да ги изневерам на таков начин. За на локално ниво мислам, и ако оценат моите сограѓани, дека ги штитам интересите на моите сограѓани, дека ги имам исфрлено настрана личните интереси. Тоа го знаете на самата конститутивна седница што го кажав на говорница. Почитувани пријатели, го цитирам. Денеска е тој ден не точно не може да сетам кој ден беше. Му кажувам дека од денеска се извинувам што вие сте сите со големи факултети, со големи школи, вие се сеќавате на тоа тие мои реченици, али јас поседувам стручна спрема осмоделение. Меѓутоа, народот кажа дека од денеска ќе ви се обраќам со колеги советници. Да. Не ќе ми замерите во тоа, нема овде да се мериме кој поќе школа имат, него овде сме гласани од народот и ќе бидеме равноправни. Ве повикувам да тргне локалната самоуправа напред. Да ги заборавите интересите на вашите партии, на вашите партиски моќници, да ги заборавите интересите, ако имате интереси, лични интереси. И мислите ли дека ги заборавија тие интереси? И да заборави, ако сте дојдени во Советов за музички желби, да, многу убаво направив и реклама за Радио Охрид, кој се сеќам многу пријатно во вашето студио, и му кажав, ако сте дојдени за музички желби, ќе појдете во Радио Охрид, ќе си платите таму и ќе ви исполнат која музичка желба сакате. Точно. За жал, ето, се случуваат некои други работи, не можем да коментирам дали се за лични интереси, дали се интереси, тоа нека се препознат самите. Нема да коментирам јас, затоа што ми се сепак колеги, секој да сме заедно. Да. Не излегувам од сепак се заколнавте на Библијата и на Коранот тогаш кога јас се заколнав, кога ја прифативте функцијата. Јас се заколнав, тие што не се заколнав, може да си знаете дека само тројца заколнавне. Туку утвари да. Само тројца заколнавне и јас мислам дека досега тоа што се заколнав на чинот на Библијата, и тоа не ми дава за право да бидам корумпиран, да бидам недостоинствен, да земам некои други работи, затоа одам цврсто да тоа го оправдам. И значи можеме да очекуваме кандидатура од вас? Да, не одговорив на вашето прашање, се надевам дека имам доста сознанија, доста предизвици во градот кои ме замолуваат и кои ми кажуваат дека браво Перо, со вашиот ангажман ќе имате голема подршка, со вашиот досегашен ангажман кој го дававте во допринос на самата локална самоуправа, кога се борев за спортско-рекреативниот центар, за тој фламозен кинески зид, дури беше, знаете, презентирано и на А1 и на А1 Плюс, ме гледа и од Европа ми се јавија и од секаде преку телефони. Перо, храбро срце си имал, ти имаш подршка и наша. И од градот, и ги охрабрувам моите сограѓани. Ако размислат и ако мислат, мислам сите знаат тоа, дека јас ги штитам интересите на моите сограѓани и на моите гласачи, па сепак ќе кажи времето, јас ќе се кандидирам. Ако добијам да бидам поново советник, али се надевам во овој совет, со мојот капитален ангажман што го дадов во допринос на локалната самоуправа, мислам дека нема да бидам сам советник. Ќе имам уште двајца, тројца
советници, Листа кои ќе на листа ќе формираме и на листата сепак ќе дај барам луѓе кои се стварно со голем капитал, сепак мало да имат поголемо образование од мене, и не морат образованието не значи ништо, меѓутоа сепак да не се извалкани, така да се честни, достоинствени, да веруваат во локална самоуправа, да веруваат во Бога, кој ќе го натерам да како носител на листата. И во вас да веруваат ќе треба. И во мене, јас ќе кажам, ако најдам некој поголем актер од мене, јас ќе му предадам да е тој на листата, јас ќе бидам второ или трето место. И тоа ќе го правам, заради да видите јас ќе ви зашто? За да успеат листата со тројца или четворица советници, за да имат контрола над следниот совет, односно на следниот градоначалник кој ќе дојде, или ќе биде истиот можда, тоа не, значи не можеме времето ќе кажете. Јас и покрај тоа што не би било професионално како водител и новинар, меѓутоа сепак ќе ви посакам да успеете вие да станете советник, затоа што да не бевте вие овој состав на советот ќе беше досаден и ќе речам дури ќе си дозволам да речам и ступиден, а кој разбра што сакав да кажам, кој не некогаш може да ќе разбери. Ќе ви одговорам малце на ова, ве молам. Коментар беше, не ви прашав ништо. Јас ќе дадам мал коментар, затоа што тоа е точно, пак другата страна викат, вие кажавте дека ќе беше вака ако не бев јас. Не, ако не бев јас, ќе беше некој други. Тоа не може да си го препишем толку големо и многу популарно дека како е. Не бев јас, советот ќе пропадне, че ли не реков дека ќе пропаднеш, реков дека ќе беше досаден, здодевен. Меѓутоа пак напротив и неколку тумача другите. И дека сум јас, дека сум јас советник и јас сум го правил советот многу досаден и многу сум го малтретирал советот. За жал, да, има и такви коментари, дека коментари правите советот циркус. Дека циркус сум го правил советот, дека неколку пати ми се одземени зборовите, знаете ми повика. Ви одзема председателот на советот Владо Чинго повеќе пати збор, во какви односи сте со него? Ја прекинува седницата, го одзема зборот, пауза дава, да излезите од говорница. Дури на една седница кога беше многу жешко. На една седница ви препорача лекарско да истаите наушно дека имате проблеми со слухот. Ми повика дури онако обезбедување да ми свалат од говорница. И обезбедувањето е повикано. Меѓутоа на сите тие притисоци, сите тие јаки стеги околу мене, тие сака да ме стават, сите да ме стават на едно менгеме. Меѓутоа ќе кажам дека моите сограѓани сега се ставени на менгеме во ова сега предизборна кампања. И сега ако одат директно, ако кажи дека ќе гласам за оваа опција, ќе го ослободат менгемево. Ако рече други одат не гласам за таа и го постигнуваат, менгемето му е ставено нагла. Покуша да ме стават и на такво менгеме и мене. Меѓутоа јас му реков стегајте колку сакате. Џабе. Јас сум Пиро Калифиро. Се насмеавме малку вака на крајот емисијава. Само уште кажете ми, остана во сеќавање таа седница кога се прекина седницата затоа што вие тврдите дека не слушате добро, а председателот на советот не ви веруваше дека не слушате и додека не донесите лекарско дека имате нарушен слух, ве отстрани ја прекина седницата, даде пауза, бевте на лекар да ваѓате лекарско, нели тоа јавноста го виде, остана. Ќе молам такви провокативни прашања, оставете ви. Во градот, во чаршијата се оставете ги за во колумна, не сакам да дискутирам. Тоа беше во една спрега, добро, нити сум не слушал јас, нити сум имал потреба од лекарско уверение. Тоа нормално е, некоја ќе дојде ситуација, излегувам, јас нормалното ми е да кажам што повеќе, излегувам од дневниот ред. Тој ви враќа на дневниот ред. А тој си е професионалец, кој сакат професионално да го водит советот, затоа обстануваат, балансираат и лево и десно, се направи преокрет во советот, едно мнозинство, па друго мнозинство. Меѓутоа, председателот ни е професионалец, адвокат, и си е бркаат работа професионално и никој не го менуваат. И тоа е многу успешна работа од негова страна. Да, убаво на крај го пофаливте и председателот на советот. Господин Калимиро, прв пат со мене сум ве интервјуирал за весникот Амак Прес, меѓутоа во серијалот мој телевизиски емисии не успеавме да ве добијам тогаш, нели прекина емисијата. С прв пат гостувате со мене во живо во етер, значи на радио или на телевизија, во живо пред аудиториум. Како си поминавте со мене во емисијава, на крај ќе ве прашам?
Јас како човек, како советник ве познам одамна. И кога беше телевизијата кај вас, и како новинар на Амак СП, сум ви давал изјави, меѓутоа ве знам како активен и многу конструктивен новинар, меѓутоа сте многу доста провокативен. Доста провокативно настапувате према своите соговорници, меѓутоа каде ќе начекате малце полабаво, ви одговарат. Ево, јас и успеав да одржам тој еден баланс, така, да не ме испровоцирате многу, за да не залетам во тие провокации. Али добро е, ве поздравувам и така наставете во Радио Охрид. Сакам да ве пофалам целата екипа што се наоѓаат во Радио Охрид и да почнете што полеми активности, ако ме сватите, не би било лошо вашето радио, како што беше порано едно време, малце да излезете од вашиве канцеларии, да почнете другите сите случувања што случуваат во градов да ги снимат во јавност. Тоа се случува се случува јавувањето од репортерите, а летово ќе уследат циклус емисии од плажите во Охрид, кој што и ние сите и мојата емисија ќе се применува и ќе премини надвор од радиото, ќе бидеме на плажа, па можеби ќе ја поканам и да гостувате на некој од плажите и таму да водиме сосема поинаков разговор надвор од политиката. Само немој да ме викате на оние диви плажи кои се. Не, ќе ви викнеме на Нечковски плажа, кој советник од Нечковски, тој ќе е спонзор. На дивите плажи, затоа што се борам јас против тие неправди. Ќе ви викнеме на легална плажа од советник од Нечковски. Имат таму се направени едни огромни кинески ѕидови. Тоа е како е направено. За крај на концептот е таков на емисијата, на крај вие мене ми поставувате прашање, поверете господине Перо, имате прилика да бидете новинар на една минута, да ме поставите прашање што сакате. Јас би ве прашал вас, дали бев конструктивен јас како ваш, реков вие сте провокативен гостин, и дали одговорив на сите ваши прашања. Одговоривте на сите прашања, кажавте, одговаравте точно тоа што ве прашував, не лутавте, како некој мој претходни гости кои што беа пред вас, јас ги прашував едно, тие зборува трето. Иначе сте кога ве поканав за емисијата, ви кажав дека обично моите емисии се провокативни, дека после тоа медиумите пренесуваат нели извадоци од моите емисии кои што ќе ги заинтригираат. Вие рековте дека сте чист, како рековте, пред народот, пред семејството и пред законот и пред Бога и немате проблем да дојдете, па колку и да ве провоцирам јас. Имам една провокација голема, вие можете да заборавите, почитуван Танески, имате една провокација голема кога напишавте една колумна голема. Да. И тога бе неведна спрега кога една Гордана Б се јави и кажуваше кој му ги пишува писмата на Перо Калимеро. И јас ви одговорив во таа ваша колумна, него меѓутоа јас ги прифаќам и таквите провокации. Вие сте затоа новинар. И јас се гордеам што уште новинарите, можам да речам повеќе дел од новинарите, уште не се влезени во тие матни води, кои гледаат напред во општеството. И кога би се прашувал ја би составил една листа од новинари, советничка листа, кои ќе ги штитат интересите на граѓаните. А иначе, сите овие другиве кои се дојдени од партиски, тие се веќе за лични интереси. Ќе составите листа, меѓутоа новинарите не верувам дека би се впуштили да влегуваат во советот, ќе им се судрат професиите, не ќе можат ние или едното или другото ќе мора да го одберат. Емисијата ќе одјавиме со музичката желба на господинот Калимеро, со која што тој ја поздравува неговата љубена сопруга Велика. Господин Калимеро, како е љубовта во вашите години? Ево, уште една 30 секунди од емисијава ќе потрошиме. Да ви кажам, накратко се гордеам што имам вакво семејство и му пожелувам сите. Во поглед на сопругата ве прашам. Љубовта, каква е љубовта во вашите години? Љубовта е многу голема, многу е испочитувана од двете страни, затоа што сега имаме баш сме моментално да ви малку една шала да направам према сите граѓани слушатели. Сега баш да ви кажам сум во вториот повретет. Во вториот пубертет сум сега затоа што ги ситуирав сите комплетно. За едниот син имам една куќа, за другиот син си имам и за Сашка дедовничина друга куќа. И вие во третата со вашата сопруга? Јас и господјата саканата моја Велика сме во посебен дом опремен со сите инфраструктури кои се неопходни за една нормална љубовта. Љубовта е на прво ниво, на високо ниво. Одлично. Значи ја слушаме песната
вело ќерко, ај стани вело ќерко, ај стани вело ќерко. Ќерко, поздрав до сопругата од Калимеро, господјата Велика, и ја поздравува екипата на Радио Охрид, сопругата на Калимеро. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани слушатели, останете и понатака со програмата на Радио Охрид. И нема да се жалите ако ја слушате програмата на Радио Охрид, затоа што ќе ви дадете еден елан, една добра стација да бидете среќни и весели. Така. И јас ви поздравувам, почитувани мои наши слушатели, почитувани мои сограѓани, и пожелувам добро здравје, долг живот. И уште една моја блосовка имам, секогаш викам, берекет во поле, здравје во луѓе, тогаш одиме напред. Пријатен ден ви посакуваме. Aida